дали снимката за убиството на ракометарот Денис Тот ја отвори Пандорината кутија на социјалните мрежи. Каде изминативе денови можеме да забележиме дека преовладува говорот на омраза. Се осудува, се дава еден осврт и видување за случувањата, но и се пресудува. Дали тоа е дозволиво и како треба всушност да преовладуваат оние етички и морални вредности кои што треба секое општество да се обиде да ги поседува. Со Бојан Кордалов го видовте веќе во студиото. Добро утро, анализираме на оваа тема, но со нас е и Миријана Јовановска-Стојановска, психолог, ја имаме и на Скайп. Добро утро и за двајцата. Ви благодарам што одговоривте на повикот да дадеме еден осврт, едно објаснување, едно видување на сите случувања кои што ја разбрануваа јавноста изминатите денови. Верувам дека ќе се зборува и во следните денови. Па би почела со првото прашање, дали, Бојан, овие случувања ја отворија Пандорината кутија на социјалните мрежи, конкретно на снимката? Алудирам. Мислам дека потребен е само повод за така наречената Пандорина кутија на социјалните медиуми и тоа не е никакво чудо. Да, можноста за слобода на говор, на изразување, таму е всушност најголема и без контрола. Тоа не значи во исто време дека било кој од нас има право да прави недозволени работи, кои што не смееме да ги правиме ни во секојдневието, ниту да шириме дезинформација, нити говор на омраза, нити да дискриминираме, нити да неосновано напаѓаме, нити шириме паника. Меѓутоа, знаете како социјалните медиуми, генерално овие тип на нови медиуми се своевидна рефлексија, огледало на општеството, на секој од нас, и кога всушност ќе ги видиме нашите профили, нашите кориснички сметки, се гледаме себе си. Ако сликата што ја гледаме за себе ни се допаѓа, тогаш сме на вистинскиот пат. Ако сликата која што ќе ја видиме за себе си не ни се допаѓа, или на иста таква слика на некој друг профил, на друг човек, друга личност се исмеваме или ни е неприфатливо, значи дека некаде сме се страниле. Така што не мислам дека случајот ја отвара Пандорината кутија, но мислам дека уште еднаш покажува колку е важно институциите да бидат брзи, ефикасни, транспарентни, за да всушност информациите и политиките не се водат базирани на онлайн медиумите, туку се водат базирани на тековните институции. Јавното мнение да не се конструира на социјалните медиуми, всушност. Па може дел од јавното мнение да се стекнува нормално таму. Сакам да кажам, во недостиг од информации, се надополнувам на вашиот одговор. Социјалните медиуми треба да се платформата, арената каде што ќе се води дискусија, дебата, каде што ќе се ставаат различни мислења. Не дека не може, едноставно пора се за институции ако социјалните медиуми всушност се главниот извор на информации. Тука ќе ја вклучим и Миријана. Веднаш во ова, Миријана, дали имате чувство дека како да се чека некој повод? Еве ова снимка која што е објавена на социјалните медиуми, веднаш некој повод за говор на омраза, за осидување, за пресудување, за конструкција на случувањата, за едно видување на нештата без информации што всушност се случило, но ова не е прва, да речам, ваква ситуација, затоа велам, се повикувам на тоа дека сме имале вакви ситуации и повторно истото се случува и во коментарите и така натаму, најмногу преовладува говорот на омраза. На што се должи тоа? Ние сите знаеме, веќе многу пати сме дискутирале дека социјалните мрежи се одлично место каде што сите оние кои се чувствуваат анксиозни, недобри со себе, неостварени, каде што сметаат дека во животот недоволно постигнале, до едно сеопшто незадоволство од се, а и понатака да не зборувам различни диагнози, значи може да најдат поле каде ќе се изразат, еве да дочекаат вакво нешто, да можат одма да кажат што мислат, баш онака со тој користејќи го говорот на омраза, односно користејќи секакви зборови, неточни информации. И го има тоа во голем број и го има за сето кај нас.
и го има секаде на интернет, не само кај нас, мислам. Да. Порано такви луѓе секогаш постоеле, нели, постоеле и во селата, постоеле и во малите градчиња, и во големите градови, ама немале можност, како што сега имаме преку интернет, преку социјалните мрежи, да тоа биде широко распространето, да сите можат и да чујат. А порано си разговарале пред портите или најдобро, нели, имавте фиксни телефони, па ќе му се јадат на еден пајца, па ќе се соберат комши. Значи, такви луѓе секогаш постоеле. Ама сега имаат мок да јавно зборуваат, мок да излезат, мок сите да ги прочитаат. А потоа секакви различни интереси, нели, од политички, од интерес за влијание, од интерес да бидеш интересен и така може да се вмешаат во тоа, нели, да се пишуваат најразлични коментари, неточни информации, да се најде едно добро, квалитетно поле каде луѓето, ете така, без да се кријат, без да имаат било каква цензура, да си изнесат тоа што си мислат или што не го мислат, ама сакаат да го напишат. Се согласувам со тоа што го вели Мирјана, некако не важи повеќе тоа дека лошите работи се случуваат во големите градови и постоело и од секогаш, но она што сега преовладува во една некоја нова ера, може да кажам, тоа е дигиталниот свет. Ке се излезали од овој Бојан, од овој хаос, ќе се воспостави ли ред на социјалните мрежи? Како тоа ќе се воспостави? Кој е, да речам, најглавниот и одговорен фактор за тоа? Ако бараме ред на каков што сме научени, не може да се воспостави заради тоа што времето е сменето. Значи, враќање назад од оваа масовна употреба на интернетот, на социјалните медиуми, ако сакате да одиме чекор понапред на виртуелната реалност, која што следи, само ќе се зголемува. Меѓутоа, тоа не значи дека мора да биде хаос. Не значи дека ако не е како до вчера, дека ќе настане хаос. Едноставно, општествата, законодавците, институциите, генерално, мора да ги препознаат новите случувања. Најлесно е да кажеме, ова не чини, ова носи зло, поубаво беше порано. Еве ќе го кажеме, еве јас ќе го кажам, тоа сите ќе го кажеме. Што ќе се случи? Магично ќе исчезнат проблемите? Не. А треба ли да одиме напред? Мора да одиме напред, заради тоа што земјата се врти, ние не можеме да застанеме. Меѓутоа, ако сакаме да одиме безбедно напред, Добро. ако сакаме да одиме заштитени напред, ако сакаме нашите деца, што утре стануваат цели индивидуи, личности кои што ќе го креираат општествата, че ние мора да создадеме безбеден простор. Тоа значи нови правила на игра, нови законодавства, нов така наречен ред во позитивна смисла на зборот, демократски ред. И најмногу од се, ако сакаме да направиме еден нов систем, мора да ги вклучуваме младите, заради тоа што младите денес се тие што се раѓаат со дигиталните технологии. Да не забораваме дека, например, социјалните медиуми веќе повеќе од 15 години се присутни во нашето секојдневие. Значи, тоа е една 15 годишна личност, која што се родило кога започнало се помасовното користење на социјалните медиуми. Интернетот е со децении. И така натаму, значи веќе зборуваме за цели едни генерации кои што се повеќе од 20 и нешто години, кои што исто така мора да ги вклучиме, бидејќи иднината ќе биде се подигитална, се повиртуелна. И не случајно овој обид на конкретно Facebook, Instagram, метаверс, значи спојување на секојдневната и виртуелната реалност. Не смееме да го исклучиме тоа дека дигиталната ера и новото време едноставно ги модернизираше и повозрастните граѓани. Имаме дури и она повозрастна категорија на граѓани и пензионерите кои што користат социјални медиуми, кои што исто така и коментираат на постови, исто така коментираат на фотографии, даваат свое видување, мислење, постираат. Значи се во целата оваа дигитална и ајде како да кажеме нова модерна ера ја вклучуваме и она која што е научена да живее без истата. Нормално, заради тоа што брзиот проток на информации, желбата за дегустација, за консумирање информации постоела секогаш. Желбата вие да можете од секое место, од секое време на светот да се слушнете со ваша блиска личност на другата страна на светот, постоела секогаш. Да. Значи, вие денеска сте во Скопје и се слушате со вашиот син, ќерка, партнерка, не е важно, во Лондон. Може и да се видите. Може и да се видите виртуелно, се разбира. И сега, знаете како, мора да прифатиме дека придобивките
значат дека постои друга страна на огледалото, на рефлексија што ја зборуваме. Значи дека има и негативности. Сега, знаете како, ајде пак да го дајме пример, пиењето вода има придобивки. Ма сега ако ние спиеме денеска 17 литри вода, има негативности. Така и со социјалните мрежи, така и со интернетот. Ако имаме правила како тоа го правиме, ако вложуваме во безбедност, ако создаваме од најмали нозе, меѓутоа и за повозрастните кои што интернетот влегува многу скоро во нивните животи, кои се позитивните страни, како да се ползуваат, тогаш ќе имаме нешто конкретно. Ако ние постојано бегаме и викаме ова не чини, како време дојде, ние нема да го смениме светот. Замислете вие кога се појавил телевизорот, да се потпаднало по тоа да викаат што е ова телевизор, шубаво е со радио. Или замислете кога излегло радиото, да викале само печат и крај. Тоа може би алудира на тоа дека не ја прифаќаме сегашноста, не ги прифаќаме новитетите, а мора да ги прифатиме за да одиме напред. Сега тоа отвора поширока дискусија. Тука и Миријана мора да ја вклучиме во овој дел како психолошки влијае ова на овој, како да кажеме, хипотетички хаос за кој што разговараме со Бојан на социјалните медиуми. Како психолошки влијае? Па, да се надоврзам на ова што вие го зборувавте, тоа е интересна тема, зашто постојано во нашите животи се појавува, нели, кога ќе кажеме, во моето време, во нашето време, во претходното време, во она време, како да ова време сега не е наше. Значи, ова што сега го живееме, ова што го користиме интернетот, сега тоа не е наше време, него некое друго време било наше. Обично луѓето се повикуваат на времето кога биле млади. Ама, од друга страна, значи, си признаваат дека остареле и дека веќе не можат да се движат, да учат и додат понатака. Така да, не е убаво да се користи во моето време, како да, супер беше, јас се сеќавам на Југославија, се сеќавам на пионерите. Мислам, а што е ова сега? Да се живее во овде и сега. Да се живее со тоа што го имаш. И нормално, јас се сложувам со Бојан, нели, мислам, ова што интернетот и социјалните мрежи, сето тоа има огромен влијание на сегашната цивилизација и многу добри дела, нели? Од гледање на еден со друг, од собирање на информации, од давање на информации, од споделување. Ние сега можеме да видиме кој пишувал во Јапонија, што направил, кој што во Ирска или не знам каде, што е многу убаво. Ние држиме сега и конференции, воркшопови, вебинари, среќаваме со колегите од цел свет, што е неверојатна добивка. За да се сретнам со некого што живее во Англија или во Америка или било каде, нели треба да одам, да патувам, а вака тука на интернет ги имам веднаш. И можеме заеднички да се договориме, да создадеме нешто, да креираме. И како што рековме, нека може да има и има тие негативни последици, мислам дека се уште малце внимание се обраќа на тоа, нели, во етичките правила, во постување на моралните правила, во учењето на детата, како е правилно да се користи интернетот, што за нив е многу битно, нели, како да внимаваат, затоа што интернетот е место на многу предатори и секакви непријатни случувања. Плюс тоа што интернетот е место каде што секој може да креира лажен профил и да се однесува како што смета дека сака и тотално неказнето. Можеби, не знам, постаат мерки, стручњаците ќе кажат подобро како би можело сето тоа, нели, да се предупреди, ама ја мислам како луѓе би требало многу повеќе внимание да им обратиме на своите деца, да се обратиме себе си, да поставиме некои норми на однесување кои ќе почнат да бидат важечки во општеството. Ние секогаш се многу упатуваме на жртвата. Зборуваме за незе, ја лечиме, обраќаме внимание. А малце зборуваме за оној што е насилник и оној што го направил тоа. Мислам дека би било многу корисно, популарно да се каже дека секој тој што ќе излаже на интернет, дека секој што ќе постира туги фотографии без дозвола, секој што ќе направи било каква повреда или ќе го користи говорот на омраза, треба психолошка помош.
Сега во случајот ќе биде малку по можеби по-страшно за луѓето да ги користат тие страшни работи што ги дозволуваат интернетот, знаејќи дека веднаш после нивните објавувања и пишувања ќе бидат окарактеризирани како некој на кого му е потребна помош. сега, кога сме веќе кај овие случувања и кај снимката која што ја разбранува јавноста, чинам дека дотаму отидовме, Мирјана и Бојан, со конструкција на случувањата, со пресуда, со осуда, отидовме до таму да ги осудиме и сведоците, односно очевидците во моментот како тие требале да постапат, а не знаејќи што всушност таму се случувало. Дали можеби не се размислува дотаму дека објавување на ваква снимка повлекува други проблеми, отвара дури политички превирања? Не мислам дека две работи. Прво дека луѓето генерално тоа го прават. Мислам дека секој случај, за мене од секој си има име и презиме. И втората работа, не мислам дека тие што го прават размислуваат за последиците. Јас сакам да се вратам 2 години наназад, кога зборувавме за јавна соба 1, бидејќи се имаме јавна соба 3. Добро, можеме и многу поназад да се вратиме од Мартин Нишковски. Можеме, но ајде кога сме за вакво нешто. Овде да се вратам, зошто? Кога зборувате за сведоци, осудување и така натаму. Мојата прва и основна теза уште пред 2 години, или потребата која што ја почувствував комуникацијски да апелирам, е дека всушност не може да се изедначи сторителот со жртвата. Не може да се дебатира и да се осудуваат сите. Значи, ние, кога гледаме некоја снимка, се чувствуваме како да е тоа реалити шоу. Забораваме дека е трагедија, че имаме починат човек. Имаме семејство. Имаме семејство завиено во црно. И таа е основната работа. Ние почнуваме тоа да го гледаме како да е реалити шоу од соседството или од некоја друга земја. Тука настанува проблемот. Факт е дека, повеќе ќе кажем, Мирјана стручна како психолог, сето тоа да го објасни, кој што чувствува, но факт е дека сите не имаме свој бекграунди, позадини, основи од кај што доаѓаме. Различни светогледи, различни представи за состојбите и така натаму, и нормално имаме различни мислења. Меѓутоа, да требало истрагите да се водат на тој начин, ќе се водели на тој начин. Не осудувам никого, меѓутоа, ако сакаме да помогнеме, ако сакаме да дадеме придонес за подобрување на општеството, што на секој ќош го кажуваме дека ова не чини, она не чини, мора да го дадеме придонесот. Мора да почнеме од себе. Значи, јас, например, лично не чувствувам потреба да коментирам сцени од одредена снимка. Затоа што верувам и сакам да оставам истрагата тоа да го направи. Што ќе направам, јас го кажам, а не, овој волк удираше, што ќе придонесам? Ќе забрзам истрагата? Ќе придонесам нештото да се реши? Не. Само едноставно можам, ако имам одредено влијание, социјалните медиуми, во јавниот простор, со негативно одействување, можам само да ја влошам ситуацијата. Каде може да се погреши во целиот процес? Истото и Мирјана ќе ја прашам. Може би недостатокот на информации е клучот дека социјалните медиуми си го има. Приматот исплива на површина, направи една конструкција и се уште ја прават. Кај нас се... Кои се етичките кодекси кои што треба да постојат во едно општество, кои што треба да бидат главни? Ајде да се повикаме и на други општества, како функционираат, како одат редот на настаните. Се да стигнеме до етичките, особено вакви дела, мислам дека треба да ги поминеме правните. Е така. И процедуралните, што се формални. Многу работи кај нас функционираат на волја, на импровизација, на моментум. Ајде така се изрази. Значи, ако има некаков притисок, ќе направиме нешто и ќе објавиме, ако нема никаков притисок, нема да направиме. И сега тука е проблемот. Вие кога не градите систем во секоја сфера, значи систем, начин на објавување, и вие ги гледате недостатоците во системот кога ќе настане проблем. Дали е тоа случајот со ТОД, дали е тоа случајот со автобуската несреќа во Ласкарци или не знам каде, дали е тоа случајот со јавна соба, вие тука ги гледате недостатоците на системот. Ама ако вие не извлекувате поука, не менувате процедури, ако не се подобрувате како систем, се е залудно. Ние
пак ќе ви верчам, ако само дискутираме, ќе се сведеме на фарма, на реалити шоу. И јас не гледам како можеме да изградиме систем и како може да се подобриме ако го правиме тоа. И не ги кривам граѓаните. Граѓаните чекаат систем, бараат систем, ние ги плаќаме институциите за да ни го изградат система. Така секоја институција платена од пари на граѓаните. И ние викаме, за да ние не се штитиме сами на себе, правиме безбедносни органи кои што не штитат. Да не се краде, да не се убива, да не се... Или, например, ако сакаме ние да имаме добра телекомуникација, имаме министерство кое што се грижи за врските, транспортот, комуникациите, институциите се за тоа. И колку побрзо направат ред процедура, да се знае за не само популарен случај, бидејќи секој човек е човек. Што ако ова се случи на некој друг човек, кој што нема да излезе во медиум? Значи, едноставно мора да има систем како се објавува, како оди процедурата, кој кога, тогаш социјалните медиуми ќе бидат само место за свое мислење, што е многу различно од креирање на мислење во отсутство на официјални информации. Ја споменавме снимката, но споменавте ситуации кои што ги имавме изминатиот период, кои навистина како да не научивме од истите, ја имавме и короната, Мирјана, како тоа психолошки влие на случувањата, еве пак ја споменам и короната, зарем периодот со короната, нели требаше да развие една поголема емпатија едни кон други, нели требаше да не сплоти повеќе? Па добре, може тоа да се нашите желби, или ние секој си зборува од својата позиција. За многу луѓе, како и тебе, она што ние го доживеевме во овие последните 2 години, тој притисок врз личноста, формиран од пандемијата, од бомбардирано со информации, од внатрешните стравови, што ќе биде со мене, што ќе биде со моето семејство, дали ќе имам иднина, дали ова е некој вирус што ќе не поништи сите, како ќе се лечиме, како ќе живееме понатака, ги води кон тоа да развијат емпатија, да речат, о, супер, еве помина пандемијата, ајде сега ние можеме тука убаво и сложно да живееме. Кај некои луѓе тоа предизвика, о, помина пандемијата, ајде да се правиме сега некоја луда забава. Сега можам да правам се што сакав, се она што стискав овие 2 години, ќе го направам на некој начин, ете така, да пишувам, да излезам, да викам, да трчам, да правам бели. Значи, крајниот резултат од ова што ние сите заедно го претрпевме со пандемијата е различен, тргајќи од тоа каква била личноста претходно, какви се интересите, нели, структурата на личноста и така натака. Мислам дека освен тоа човечкиот род некако слабо учи од својата историја и од она што било. Кога учевме за Втората светска војна, толку беше тоа страшно што јас размислував дека никогаш повеќе во животот никој нема да направи никаква војна, затоа што нели целиот свет бил во војна и сите заедно нели поумреле, милиони луѓе пателе, се потепале и се разрушиле. И ја викам, еве сега е време кога понатака никој никогаш ништо нема, нели да му текне да прави војна, да земе пиштоли или оружје, па сега гледам колку не бев во право, мислам тоа се младалачки идеали некои кога така размислуваш за нешто, фактички од тогаш до сега колку стотици и стотици војни се водени на земјава и сега сме сведок на уште една нова тазе која ни тука во комши и која нас сите многу не разбранува и не направи да размислуваме, да се поделиме, да набиваме или било што. Постојано, например, има војни, имаше во Сомалија и на секаде се бомбардираат, тие се малце подалеку, па може така не допираат. Значи, како ова сега ќе го живееме е како нешто ново, како да ништо не било. Отново тие што сакаат да ги користат сите тие случувања за политички цели, ќе ги користат. Отново тие што сакаат да пишуваат невистини по интернетот, ќе пишуваат. Тие што мислат дека имаат нешто да кажат, полно со злоба или со баш тоа што ние постојано го збориме со еден говор на омраза, ќе го направат тоа, како да ништо не научиле од претходното. Односно, баре затоа што својот став, нивниот став е така различен од нашиот, ќе прават она што не сметаат дека и интернетот тоа им го овозможува да го направат.
Страшно е што од друга една страна, што ние за овие 2 години, а може би и за тие последниве 20 години, полека ги ја изгубивме вербата во нашите институции, ја изгубивме вербата во праведноста и правичноста, изгубивме вербата во користењето на законите. Мислам дека нашето законодавство е многу, законите кои се напишани се одлични, ама ние нели изгубивме доверба дека ги користат, нели за како што треба. Изгубивме доверба во се што околу нас функционира државата и мислам дека ако им е битно до нас, нели ние што ги плаќаме и што отплатуваме даноци за да функционира сето тоа, ќе се потрудат некако да ја вратат малку вербата. Порано полицијата и луѓето во униформа беа за нас знак дека заштита некој ќе добиеме, дека можеме да одиме да му се обратиме, да се пожалиме за се скарале, дури комшиите викнале полиција, доаѓа некој момчиња, некој фини така љубезни, па тука нешто ќе направат, некој медијација по комшиите и сето тоа. Луѓето денеска не гледам дека така е полицијата, мада јас познам луѓе кои работат таму, кои одлично си ја вршат работата и дори сум воодушевена од нивната спремност, од нивното знаење, од она што можат. И јас сум сигурна дека и во овој случај они ќе интервенираат, ќе направат се што можат, што е најдоброто што може да се направи за да се разреши, да се сослушаат сведоците, нели да се донесе некои решенија, да се донесе некои изјави кои ќе бидат јавно дадени. Ама ние престанавме да веруваме во тоа. Може би заради многу примери кои рушат тие верувањата, несакани примери, кој кому му попуштил, кој кому му фатил врска, кој кому му платил, кој не знам што, и така ние се најдуваме во една ситуација сега кога не знаеме. Исто беше и со пандемијата, не знаеш кому да му веруваш, најмногу се му веруваш на министерот Филипче, а он стари мерките што ги презема беа окей мерки. Дели треба да има изолација, треба да има маски, се бориме со нешто непознато. Ама може би заради некои други работи ние сега мислам баш одака една комплицирана многу ситуација за сите нас, од која као што ви рекоте би требало да излеземе заеднички, да почнеме да се бориме за она што на сите нас е важно, да живееме сложно и да живееме во мир. И да не сме жртви на вакви несакани говори на омраза, ширење на лажни информации. Се согласуваме со вас, дефинитивно еден деморализирачки период, велам период, затоа што се надополнуваме и на пандемијата и на она што зборуваше Мирјана. Дали можеби излезот од сево ова и враќање на довербата, за онаа која што раскажуваше Мирјана, кога гледавме во полициските службеници, знаевме дека нешто сериозно се случува и на некој начин имавме стравопочит. Дали можеби ќе се стекне со тоа што едноставно ќе почне едно јавно преземање на одговорност, не само за случајот за сторителите дека ќе одговараат пред Министерството за внатрешни работи, пред судот, законите, така натаму, туку и на социјалните медиуми. Дека апсолутно ќе се започне едно преземање на одговорност. Спомена Мирјана во еден дел кога јавно ќе биде осуден некој кога нешто ќе каже, едноставно по извесен период веќе нема да може некој кој што сака да напише без да размисли што тоа ќе повлече. Јас мислам дека треба секој институционално да се биде казнет кој што прекршува, не јавно, бидејќи мислам дека во денешно време... Настрано тоа дека тие ќе бидат институционално, но зборуваме и за овие на социјалните медиуми. Јавниот простор треба да се користи максимално одговорно. Секоја грешка која што се прави и прекршување на правило си има име и презиме позади, колку и тоа да изгледа анонимно, се знае во каква процедура тоа се прави. Така што тоа треба да се санкционира и многу повеќе се работи на превенција. Но, она што недостасува многу, ние не градиме
однос, политика, како сакате, процедура на градење сојузништво. Добро. Ние постојано градиме ситуација во која што се делиме. Тоа не е само политички. Еве, имало штрајк. Едни викаат поддржувам, други викаат не поддржувам. Едни викаат не, вие работите, други викаат не работите. Едни викаат платите не се ниски, други викаат многу ви се. Тоа не е општество кое што е базирано на напред, кое што е базирано да оди кон напредок. Значи, вие ако од една страна имате институции кои што викаат не живееме пристојно, а од друга страна имате дел од граѓани или можеби сите што викаат многу вие и тоа, ние имаме проблем. Од друга страна, вие ако имате граѓани кои што викаат ништо не функционира, имате институции кои што викаат за волку колку што сум платен, многу ти и ова, пак имаме проблем. И сега вие ако не разберете, односно сите не разбереме, дека мора да се осојузиме и да разбереме дека едни со други сме поврзани. Институцијата постои за да ги решава проблемите, предизвиците на граѓаните. Граѓаните постојат за да бидат дисциплинирани, плаќаат даноци, не го прекршуваат законот, правилата, за да не мора да се пореметува целиот систем. Колку поблиску бидеме до овие две точки, ни толку повеќе ќе напредуваме. Инаку, вие ако само констатирате нешто, вие ако само зборувате, вие ако само решите нешто за тоа што дошло на топ агендата, вие не градите систем. Значи, сојузништво, систем се многу клучни работи во демократија. Ако сакаме да живееме во демократија, а целиме кон такво општество? Јас се надевам дека веќе се решивме кај сакаме. Да. Ако сакаме да се вратиме некаде каде што нема демократија, тогаш треба и стап, и ќотек, и јавна осуда, и стубустрама. Значи, треба да се решиме. Да. Меѓутоа, ако градиме ваков систем како што сме тргнале да градиме, значи мораме до крај да го изградиме. Ние сме цело време два чекори напред или два чекори назад, еден напред, зависи во која фаза. Да кажете во место постојано. Или ќе тргнеме напред назад, да. Па ќе се вратиме или ќе не претргнеме. Заради тоа затоа што ние викаме се годиме кон демократија, после шубаво треба овде стап еден. Чекај, не оди демократија со стап. Значи или ќе бараме стап, или ќе бараме слобода. Тие се двата система. Кога ќе се решиме, исто е во економијата. Кога се решиме што правиме, тогаш ќе напредуваме. И тоа се рефлектира на се. Не можете вие, многу баво потенцираше Миријана, 2 години. 2 години. Да. Не можете вие да очекувате луѓето секаде во светот 2 години да живеат во рестрикции и тоа да не ви создаде последици. Навистина одлично од психолошки аспект. Јас од комуникацијски ќе ви го кажам. Не можете да воведете мерка без при тоа луѓето да ви бидат сојузници. Без луѓето да разберат дека заради своје добро ја прават мерката. Да. Значи, не може вие да очекувате да кажете ќе седиш 2 години на ова место, ама какви случаи има ќути си трајси. Не е така. Че мора човекот да вели јас не сакам да го правам ова, ама го правам затоа што верувам дека постигнувам нешто. Тоа е суштината, пак до сојузувањето да идем. Ако сакаме да ги смениме работите, мора да се градат сојузници, да се престанат со поделбите, инаку, како да ви кажам, се тоа ќе биде континуирано и континуирано. Тука веќе заокружуваме темата. Ви благодарам што бевте моите соговорници денеска. Благодарам што одговоривте на повикот на екипата на Македонија наутро да зборуваме, да анализираме темата. Миријана, благодарам што ете и вака беше дел заедно со нас. Би сакала ли да кажеш нешто да заокружиме на крајот, иако навистина имаше многу баво објаснување на кое што се надоврзавме со Бојан? Па еве јас сега на Бојан да се надоврзам. Она што мислам дека кај нас многу фали е таа конекција помеѓу институциите и народот. Институциите си функционираат, си прават тоа што си треба, си прават закони, си прават правилници, кажуваат што треба и како треба, ама како да не го слушаат народот. Што народот мисли, што народот сака, што му е потребно, дали им верува или не. Значи, не гледам обиди дека они нешто прават на вистина да го стекнат, да ја стекнат довербата, да ја најдат некој начин да соработуваме. Не знам дали сте влегли у собрание, кога ќе влезете таму, како да влегувате на друга планета. Значи, таму си постои нешто само за себе си функционираат, сигурно со идејата во смисла на доброто на народот, но за да го знаат доброто на народот, треба да го прашаат народот што сака.
Повторно се враќаме на тоа сојузништво. Да, се согласуваме така да сите сите, институции сега, значи, кои функционираат, и МВР, и сите наоколу, и здравство, значи, погледнете ги луѓето и прашете ги. Така е. Ете, тоа е нешто што мислам дека многу фали во нашето општество и дека кога би можело да се реализира, барем на почеток, никогаш не постојат апсолутни некои, не знам што ќе се случи, ама кога би пробале барем да се приближат до народот, да воспостават контакт со народот, дека ќе живееме сите многу подобро. Благодарам. Ви благодарам и на двајцата и